Вчера најавив дека ќе се обидам оваа недела, а и воопшто, да промовираме значаен дел на новите фактори кои може да креираат, да анимираат новите тенденции на економскиот развој. Од предприемаштво до иновации, стартап и така натаму. Велица Јорданова, мој или наш колега, која располага со сајтот Иновативност и која само по себе зборува дека кај нив можете да прочитате тоа што е можеби тек кај македонското пронеоѓаштво или инвентивноста во реализацијата на некакви проекти врзани за подобрување на корпоративното управување, менеджментот, технолошките линии и така натаму. Таа, меѓу другото, е и добитник или доби некакво признание за поттикнување на женското предприемаштво, што мене во основа ми создаде веднаш една резерва, зашто ми се чини дека таа родова еднакост ја вулгаризираме. Не знам што е тоа важно предприемаштвото да биде женско предприемаштво. Добро утро, најпревен. Апсолутно се согласувам. Тотално сум против тоа да се дели предприемаштвото на женско и машко, младо и старо и така натаму, нели, по некаков тип на категории. Исто така размислував, меѓутоа искуството во последните неколку години, читањето на анализи и одењето на некој наставник каде што малку повеќе во детали се зборуваше на оваа тема, ми даде една поинаква перспектива. При тоа сакам да потенцирам дека оваа тема не е тема во Македонија, туку и на глобално ниво, значи се зборува за жени во бизнисот и веројатно сето тоа си има некакво свое логично оправдување. Пример, иако постојат голем број на анализи, конкретно во Македонија, пример за жените кои што се во земјоделското предприемништво конкретно, таму има едни еклатантни проблеми, кои што подразбираат дека жените во земјоделието, кои што се доминантни во производството на храна, жените се тие кои што се доминантни во производството на храна, имаат проблем во остварување на своите бизнис цели од едноставна причина што во повеќе од 90% земјиштето на кое што тие работат не е нивна сопственост и веројатно никогаш нема ни да биде. Така што тие, иако имаат замисла, нивната замисла и идеја и имаат енергија за да ја сработат, може би никогаш нема да се реализира доколку нивниот сопруг, татко, брат и така натаму не им дозволи да земат кредит или да направат било какво задолжување во банка за да може да го пораснат бизнисот. Тоа е македонска традиција во која жената мора да го слуша мажот, условно да кажам, особено во овие средини. Меѓутоа, ако се навратиме на оваа димензија светските трендови, има една абстрактна, односно постојат неколку анализи кои на одреден начин оваа абстрактна поделба ја прават во жижата. А тоа е дека одвај 1/3 од големите корпорации се управувани од жените. Меѓутоа, од друга страна, па најголемите компании во светот, водечките компании, исто така имаат исклучително атрактивни, иновативни менаџерки на чело на компаниите. Каква е состојбата во Македонија? Мислам дека нешто испод 5% е бројката на жени кои што во македонските компании се наоѓаат на некаква раководна позиција. Значи се мисли на собственост, менеджмент или член на управен одбор. Многу е мала таа бројка. Причините секако се повеќе, меѓутоа она што се бара е се повеќе да се изменат одредени закони кои што ќе ја овозможат на жената малку покомотна позиција со оглед нели на низината позиција не само на работа туку и дома, за да може евентуално некоја нивна амбиција да дојде до израз. Например, пандемијата што покажа? Пандемијата покажа дека подеднакво успешно и продуктивно може да се работи и од дома. Претходно постојано имаше одредени барања да се изменат законите за работни односи, кои што ќе ја дадат на жената малку покомотна позиција во ситуации кога има потреба, кога има болно дете или во одредени други ситуации да може да работи од дома. Тоа досега не беше така. Од друга страна знаеме дека сместувањето на деца во градинки е сериозен проблем, особено во понаселените места, така што мислам дека не се баш толку работите дека
е барање само заради тоа што привилегиите, условно речено привилегиите да се добијат само заради тоа што станува збор за жена, не, туку заради тоа што треба да се создаде еден малку поголем, поубав амбиент во кој што жената ќе може да се чувствува покомотно на работното место и евентуално нели во амбицијата и во согласноста да прифати место. Мислам дека во дадени ситуации жените имаат, претпоставувам, малку и автоцензура, токму поради оваа системска неподготвеност да се помогне да потенцијалот дојде повеќе до израз. Меѓутоа, ова е да речеме малку воопштено зборувано, она што јас го гледам на терен во изминатите години е дека жените кои што имаат порив да започнат свој бизнис расте. Бројот на жени расте. И многу е важно од друга страна, како што мажите знаат да си дадат поддршка нели на свој начин во бизнисот, така се повеќе и жените си даваат поддршка. Така да и мене до некаде ми беше нејасно зошто има потреба од правење на таков тип на организации, сепак би кажала дека тоа е од аспект на добивање на поддршка. Една со друга да си дадат и морална, меѓутоа и секаков друг на советодавна и поддршка. Така што апсолутно сум за против да се делат работите и мислам дека најдобри тимови се оние кои што се мешани тимови и младите стартапите, стартап компаниите кои што се нели спаѓаат во сегментот на ризично претприемништво, младо претприемништво и така натаму, се повеќе го покажуваат тоа од она што можам да го видам во Македонија, кај стартап компаниите најчесто се мешани. Зборувам од аспект на пол, така што веројатно новата генерација на претприемачи кои што доаѓа ќе ги демонтира или ќе ги промени овие теми за кои што ние сега разговараме. Стартап заедницата расте во Македонија. Тоа зборува за каптажа на паметни луѓе, на иновативни луѓе. За иновациите ќе разговараме малце подоцна, но кога ги спомнавме стартап, што во овој момент на таа заедница и недостига? Финансиски стимулации, поврзување во глобалното село на реализација на нивните идеи. Дали ние со стартап заедницата можеме да завршиме на нивото на, условно да кажам, грубо на текстилната лон индустрија во која тешко можеме да продадеме ако не се поврземе со големите системи на иновативните програмски заедници и така натаму. Вака, најпрв треба да земеме предвид дека оваа заедница или оваа сцена расте во последните неколку години. Значи, јас кога почнав да работам повеќе поинтензивно со иновативност и со оваа сцена, беше пред неполни 7 години. Тогаш таа сцена беше минорна. На прсти се броја. На прсти се броја, дури имавме апсолутно неразбирање, значи за тоа што се всушност стартапи, дека тоа не се исклучиво новоотворени компании стари до 5 или 6 години и така натаму, до тоа што се иновации, што се инвенции, што се патенти и така натаму, за да денеска зборуваме за многу по-сериозни работи од светот на стартап сцената. Сега што им недостига? Недостигаат одредени законски измени за кои што веќе постои еден совет од експерти кои што работи и постојано укажува кои се тие неопходни законски измени. Пред неколку години имаше голема иницијатива за измена во еден член од законот за трговски друштва кој што правеше ограничување кај луѓето кои што како инвеститори ги виднели бизнис ангели или како веќе да ги наречеме или индивидуални инвеститори кои што сакаат да вложат во некој стартап кој што по дефиниција е ризичен проект. И тука има одредени проблеми кои што доколку тој проект пропадне правеше реперкусии врз останатите нивни компании. Значи тоа се некои работи кои што едноставно во времето кога биле правени законите не постоеле како опција. Значи на терен постои еден тим на луѓе кои што ентузијасти кои што ги буткаат работите и ги менуваат од законски аспект. Од она што јас досега можев да го видам и како анализа, но и од терен, дека реално никој се нема пожалено дека не достигаат пари. Ова е нешто што мислам дека треба некако да го разбиваме како не достигаат парите, кога разговарате со нив велат најчесто, иако сега се буди така речената тесно финансиска, есна банкарска групација, дека и тамо треба да се финансира во тој бизнес, дека главно имаат релации со странските партнери и оттаму влечат некакви линии. Дома и ова ангел бизнес финансирање останува во рамништето на зародиш на таа идеја.
апсолутно е небитно од каде ги влечат парите, зборам во стартап сцената, туку напротив, за нив е предност веројатно кога ги црпат средствата од странски фондови. Дури во други земји се смета дека ако добиеш национално финансирање, нели нешто од панданот на нашиот фонд за иновации, тоа се смета како основа врз која ти подоцна бараш други средства. Еве ќе кажам еден пример. Според мене хероите на 2021 година се тројца млади студенти, Никола, Стефан и Томислав. Тие се од тимот Ховицер. Многу малку луѓе слушнаа за нив, меѓутоа тие во 10 месец оваа година успеа да обезбедат инвестиција од $500,000 од Day One Capital. Тоа е голем инвестициски фонд или не знам веќе како е регистриран, кој што поддржува стартап компании. Значи, успеа да обезбедат $500,000. Апсолутно тоа е апсолутно нешто што е базирано исклучиво врз нивната иновација, идеја и така натаму. Станува збор за развиена алатка за директен маркетинг која што ја нудат на големи светски корпорации. Значи мораме да демистифицираме, а тоа е дека стартап светот и стартап по дефиниција подразбира компанија, новооснована компанија, која што во голема мерка вклучува некаков тип на дигитално решение или технолошко, не исклучиво дигитално, не мора да се поврзува исклучиво со програмерство и со софтвери, било какво технолошко решение, кое што на компанијата и гарантира скалабилност. Тоа значи можност за брз и многу висок, односно многу напреден раст на бизнисот на глобално ниво. Global scaling тоа се вика. Затоа стартапите никогаш не се врзуваат со националноста. Да, национални се потекнуваат, нели, кој ќе кажеме од Естонија, од Македонија, го имаме да речеме првиот юникорн од Словенија, тоа се стартапи кои што обезбедуваат инвестиции од над милиарда. Да, тие имаат од таму потекло, меѓутоа не значи дека се регистрирани исклучиво во таа компанија или дека имаат седишта во други компании и на крај на ден воопшто не е битно од каде се и каде се, туку каде работат. Работата на стартапите е да работат глобални работи. Работи кои што ќе ги користат многу луѓе или многу компании низ целиот свет. Затоа реков дека за нив парите не се проблем, условно речено. Кај нас можеби имаме проблем во задржување на тимовите и се уште градење на таа стартап култура. Дека кога ќе се направи тимот, кога ќе се обезбеди првичното финансирање, тимот мора да остане доследен на идејата доколку сака да расте. Ама тоа е прашање на предприемачка лојалност, култура и така натаму, што во наши услови треба доправа да се развиват и не е тоа само кај тимовите. На крајот ги што тимовите ќе ги задржите мобилни, ако освен идејата ве обединува профитот, капиталот, нема некој што од тоа бега. Но кога сме кај стартап заедницата има две димензии кои треба внимателно да се следат. Иако вие велите дека тие се ориентирани исклучиво на регионалните, светските пазари и така натаму. Мала е тенденцијата, незабележлива е, домашните компании да издвојуваат цели тимови или тим или идеја за да се формира како стартап иновативност. Тоа главно го има кај овие IT компаниите од поголем тип, кај што се обидуваат преку ангел финансирање да го водат тоа. Меѓутоа, што правиме со големите корпорации? Зошто кај нив нема подготвеност, иновативноста и стартап да ги издвојуват во посебни сектори и со посебни модели на финансирање? Зошто не знам. Јас неколку години се обидувам ова да го зборувам, да го кажувам дека иновативноста како концепт или како раѓање на нови интересни идеи кои што ќе зголемат продуктивноста на компанијата не може да се роди од внатре. Тоа не сме го измислиле ние, тоа не е проблем на нашите компании. Големите светски корпорации кои што по дефиниција се иновативни, тие го поттикнуваат предприемништвото кај своите вработени. Не да го издвојат во посебни сектори. Самото зборување дека имаме нов сектор пак не ограничува во некакви рамки. Туку доколку сте внатре во компанијата, имате идеја, компанијата ви дава можност да направите сопствен стартап, значи да го растеме нашиот предприемачки дух. Имаше неколку иницијативи, да не биде нели нефер па да кажеме дека немало ништо во нашата земја, имаше неколку повеќе иницијативи
компаниите одредени работи, например, наместо да ги дадат на компанија со која што си имаат соработка врз база на договор да изработи нешто за нив, тие го даваа како отворен повик кон креативната заедница, еве да не речам само стартап заедницата, во правење на одредени апликации, софтвери, креативни решенија и така натаму. Меѓутоа, простор се уште има многу голем. Мислам дека една од причините зошто тоа не расте повеќе е фактот што ние доволно не се познаваме. Некако се чини дека кај нас тој корпоративен свет си е изолиран во своите корпоративни граници, стартап заедницата која што нели се зборува на незиниот стартап јазик и се однесува со своите стартап манири, се два различни света кои што кај нас многу не се знаат. Мислам дека најпрвин треба да дојде малку до здружување, до запознавање на тие луѓе и ќе се укаже дефинитивно дека има голем простор за соработка. Ова што го велиме, стартапите да, они мораат да се насочат кон глобален пазар за да обезбедат финансирање за развој, меѓутоа пак нивниот креативен потенцијал дефинитивно може да биде многу корисен и во нашата економија. Има тука некои скромни навестувања пред Селостопанска комора која формира некаков совет предводена од банкарот Бишев, во кој ќе се води сметка за новите иновативни образовни циклуси, на подготовка на менеджментот за такви идеи или пазари. Велица Јорданова од Иновативност, порталот Иновативност, која прилично широкоградо ги промовира идеите на технолошките иновации. Што е тоа што во Македонија иновативноста не станува предмет на значајни корпоративни иницијативи и модел на приоритет. Ние иновативноста во еден период сведовме на пронологија, некој ситен детал во машинските паркови, меѓутоа сега иновативноста е комплексна, пред се во начинот на следењето на човечките ресурси. Ако нешто станува вака подраматично како промена на свеста е кај големите, условно кажам, шефови, компании, главната поента на сопствениот развој го гледаат во инвестирањето во човечките ресурси. Јас мислам дека се наметнува како тема, можеби не е тема за која што многу во јавноста се зборува, реално па и нема многу каде да се зборува. Мислам дека се повеќе ова што сега ни се случува нам и воопшто на целиот свет е ограниченоста на ресурсите и ова што пандемијата го покажа колку поскапе, а и колку потешко се доаѓа до ресурси, мислам дека ќе ја поттикне и ја поттикнува иновативноста кај компаниите во смисла да почнат да се интересираат што е тоа циркуларна економија, кои се можностите да се имплементираат одредени решенија во нивните компании за да заштедат на ресурси. Следната година постои најава дека ќе се отворат, тоест не постои најава, туку веќе е повеќе од известно дека ќе се отворат неколку Fab Lab лаборатории, тоа се отворени лаборатории во Македонија, ќе бидат лоцирани на 3 технички факултети, каде што меѓу другото компаниите и младите ќе имаат пристап да развиваат и да тестираат такви иновации. Една од причините, ова што рековте зошто, е заради тоа што во изминатите години компаниите и тие што имаа своји центри за истражување и развој ги затворија или ги сведоа на еден човек, да речеме, а знаеме дека соработката со научните центри е на прилично ниско ниво, иако почнува да расте. Очекувам, еве се надевам, меѓутоа и очекувам заради контекстот во кој што се наоѓа економијата, дека овие процеси ќе одат во нагорна линија, а се повеќе па има инфраструктура во земјава која што тоа ќе го возможи. Колку и да звучи утопично, затоа што нели постојано зборуваме дека е лошо и дека нели главниот проблем се финансиите и евентуално политичката несигурност, меѓутоа мислам дека си течат одредени процеси кои што се независни од нас. Тоа се глобалните текови, компаниите ширум светот бараат начин како да станат попродуктивни и поиновативни, па и нашите менаџери сакали или не ќе мора да се прилагодат кон трендот. Благодарам, тоа беше Велица Јорданова од порталот Иновативност и со која поразговаравме, а и во наредните денови ќе разговараме за потенцијалите на овој сектор, особено во стимулацијата на кадрите кои се промовираат или кои доаѓаат со нови идеи, нови производи, нови алатки, како сакате.